И како што кажав, во продолжение од Здрава Македонија да подискутираме со нашиот денесен гостин, господин Валентино Лауцовски, автор на најбрзо распродадената книга кај нас во Република Македонија, Дамата, домакинката и курувата. Ќе имаме еден интересен муабет околу не само книгата, туку она што отприлика се зборува во неа и која што презентира дел до што ни се случува не само нас, туку во секое демократско и модерно општество. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас. Поздрав и до вас, поздрав и до вашите гледачи. Драго ми е. Убаво ладно утро. Да, овде е далеко подопло, за разлика од надвор, како и да. Било ми е што, се видовме, се договоривме и имаме можност да подискутираме нешто повеќе околу, како што нели се вели, најбрзо распродадената книга во Република Македонија. Честитки пред се за тоа. Имено, она што може да се прочита, нели, за книгата, посебно на Facebook, како се отвори, вели, ова е книга за жени што треба да ја прочита секој маж. Зошто? Ова е книга за женски прашања. Меѓутоа, женските прашања се неразделиви од мажите. Значи, машко-женските односи, љубовните односи, брачните односи се она кое што луѓето од секогаш најмногу ги засегало. Значи, луѓето најмногу проблеми во животот имаат во врските со родителите и во врските со своите брачни другари. Добро. За сега, за оваа книга ги одбрав врските со брачните другари и малку ги обработував на еден интересен начин, не секојдневен, и затоа луѓето ја примија книгата така како што ја примија. Значи, да. Со една ја прифатија, да речем. Да, дефинитивно, бидејќи како што кажав, најбрзо распродадената книга кај нас. Од каде идеја прециза и за книгата, дели? Кажавме тие односи, за насловот, Дамата, домакинката и курувата. Има една нели фраза која што се вели за жена како треба да изгледа. Дали е тоа идејата воопшто или пак си дојде само? Знаете што, по берберници најчесто мажите си имаат обичај да раскажуваат приказни за нивните идеали. Било да е идеал за политичар, било да е идеал за жена каква да биде и така натаму. За жените велат треба ваква да биде и урбани легенди се градат како некои жени биле такви, некои биле вакви, некои биле ова, некои она. И сите тие разговори завршуваат со една воздишка, мојата да беше ваква, мојата туку знаеш таа беше таква, ама мојата и така натаму и така натаму. И така последно долги години слушање на разни места, не само во берберници. Берберницата ја кажав само како пример за место кај што луѓето трачарат, нели, и фризерските салони исто така. Апсолутно. Реков, ајде да видам во што се состои проблемот. Затоа што сепак и јас како маж сум засегнат од таа работа. Така е. И на крајот дојдов до многу интересни сознанија. И тие сознанија ги дискутирав со луѓето. Ќе ме прашаат вака, така, па јас ќе одговорам едно друго и на крајот веќе реков, аманте, ќе напишам една книга, доста ми е од ова, да речам, препукување, луѓе во сите нешто сакаат, секој нешто бара, а и така, значи дојде до пишувањето на оваа книга. Иначе, генерално, секој човек има само еден проблем, а тоа е незнаењето. Значи, кога човек има нешто во животот, значи се исправа пред некаков проблем, тој има незнаење. Ако стекни знаење во врска со тој проблем, проблемот исчезнува. Го нема. Да. Тоа би било многу просто кога човек би посегал по знаењето, меѓутоа човек има уште еден проблем, мрзата. Мрзата да се посегне кон знаење и кон самоизградување. Сигурно, да. Добро. Кажав ти што можеш обработувате ваква тема, оние кои што читале знаат, затоа и ве следат сега со внимание. Оние кои што не ја читале ќе имаат можност да прочитаат. Еве, Здраво Македонија и ќе додели колку рековме? Колку сакате, неограничено. Еве да речеме 5 книги. Ајде, нека бидат 5 книги, добро. Тешко ли е може да напише книга за жени, ако воопшто може да биде така? Бидејќи обично нели, нешто се светски бестселери како не знам Бадем и слично, обично автори се жени кои што презентираат дел од својата интим, од животот, од прилика она што сакаат жените, па сега не само жените и мажите да го прочитат тоа, да знаат како треба да се однесуваат, но конкретно кога стана збор за еден македонски автор.
Не е тешко ако сакаш да ја напишеш книгата. Јас сакав да напишам книга и сакав да напишам кратка книга. Значи многу важно е книгата да е јасна и кратка. Прв пат сега се соочив со пишување на книга и со моментот на колку страни ќе има книгата. И после се навратив на сите книги што сум ги читал и видов дека во тие книги 80% е материјал за пополнување, празен простор. Замислете кога сите книги би биле мали, светот би бил многу поубав. Човекот не треба многу да чита, човекот треба да работи. Прочита и кратко, види, добро, ова е тоа и тргнуваме да работиме. Луѓето влегуваат во еден порочен круг на читање. Ѓомити стекнување на нови знаења кои што за ништо не им користат. Аха. Тоа е многу интересно. Например, сега е популарно да се пишуваат такви книги, 10 правила за убав живот, 10 правила за тоа како да бидеш менаџер, 15 правила. Моќта на подсвеста е одлична книга иначе. Меѓутоа има книги кои што се декрети, полни со декрети и правила и ти вели сега вака ќе направиш, сега така. Тие правила се произлезени од некое туѓо искуство. Човекот нема потреба некој да му суфлира. Човекот има потреба само да слушни име на поимот кој што не му е јасен. Значи кога човек би го разбрал она што го мачи, полојна работата е завршена. Да, добро, во право. Ето, има и како што кажавте доста книги со типови како што ги нарекуваат 10 како да направите 100 работи кои што не сте ги знаеле 50 и така натаму и така натаму. Добро, кога веќе зборуваме за жената, за мажите, за односите, според вас што е најважно што треба жената да го знае или да го прави за да биде среќна? Жената треба да знае да проценува. Значи, интелигентната жена, интелигентниот човек, не само интелигентната жена, интелигентниот маж, генерално проценува добро. Интелигенцијата е мерка на проценување. Значи, кога ние ќе знаеме да процениме една ситуација и адекватно да реагираме на истата, ние сме среќни. Кога имаме проблем пред нас, а ние неадекватно реагираме, ние сме несреќни. Така. И затоа животот има за цел да се научат луѓето да проценуваат. Овој универзум си има свои закони. Ако не ги научиме ние тие закони, ако не научиме да проценуваме, ние нема смисла да живееме. Јас секојдневно гледам луѓе заглавени во едните исти ситуации. И јас сум често пати заглавен. Значи луѓето немаат многу проблеми, во главно имаат по еден или два проблеми. Некој има и 3, и толку е. И пак истите тие проблеми ги вртат во различна форма. Најдете ми човек што има повеќе од 3 проблеми, и јас ќе напишам книга само за тој човек. Само за него? Најсериозно, значи, 1, 2 или 3 проблеми. Добре, ние ќе се дискутираме во продолжение, може веќе да го повикаме првиот гледач кој што сака да ја добие оваа книга, слободно нека се јави на 309 15 57, ако му се чини интересна, ако сака нешто повеќе да дознае токму за она што се дискутира и што е напишано во неа, 309 15 57, па ќе можеме дали во живо да му делиме. Способноста на жената да процени, од типот да го процени, да направи добра процека бирајќи го партнерот или како? Во сите работи. Бирајќи го партнерот, бирајќи домати на пазар, бирајќи каде ќе се вработи, бирајќи со кои пријателки ќе се дружи. Ме разбирате? Значи се е прашање на проценка. Ако отидете на пазар и ако купите домати со лош квалитет, ќе имате лошо јадење, нели? Тоа е бенигна работа. Лоша манџа, да. Мислам ништо, тоа е незначителна работа. Меѓутоа замислете колку лошо можете да си помините ако си одберете некој маж на база на погрешна проценка. Да си одберете сопруг. Точно и следната книга ја наменив, значи следната книга што ќе излезе се вика Љубов и секс од знаење до мистерија. Така. Жените заглавуваат во врски со некои чудни типови со кои што ме разбирате, после си жената има многу повеќе проблеми ако го сгреши партнерот отколку мажот. Очигледно, да. Затоа што на пример потомството што се раѓа, децата што ќе се родат во тој брак се сепак обврска на жената додека се мали. И една жена во општество во кое што е сама, без партнер, доколку реши да се разведи, од тој партнер многу полошо поминува отколку маж кој што е разведен. Аха. Значи жената дотолку повеќе треба да ги држи очите отворени кога го одбира партнерот. Затоа што многу поскапо ги плаќа грешките. Ме сваќате? Точно заради децата. Да, добро, а како ги проценуваш жените во однос на мажите? Според тебе, кој е најголемиот проблем? Јас тврдам дека жените се многу посилни од мажите, поинтелигентни, поинтуитивни и поспособни.
конкретно кај мене, на пример, јас имам своја фирма и јас вработувам исклучиво жени. Затоа што имам само еден маж вработен во мојата фирма. Добро. И не вработувам мажи затоа што многу ми е тешко да работам со нив. Жените несразмерно побрзо мислат од мажите, несразмерно побрзо донесуваат одлуки. Повредни сте? Порешителни се, повредни, се повеќе од мажите. И јас фактички ова книга ја пишувам за мажите затоа што сите мажи очекуваат да биде жената и дама и домаќинка и курва, а тие најмалку очекуваат да бидат и господа и домаќини и љубовници. Тие сакат да се мафтаат наоколу по кладилници, а дома да имаат нешто, не знам, ме разбират. Фактички ова книга е еден вид на протест. Така, јасно. Да, баш некој деве лаша, баш така. Да, и затоа пошто напишав искрено книгата, значи тука нема ни една буква вишак. Нема ни една страница каба за да ја здебели книгата и за да ја направи поскапа, или да јас се направам попаметен, или пишувани реченици за да некој да мисли леле колку висок стил е употребен. И напишана е без никаква потреба таа да се продаде во не знам каков тираж за да донеси некакви пари. Ниту е субвенционирана, ниту е спонзорирана, ниту ништо. Ја напишав од задоволство. И луѓето тоа го знаат. Ви изненади тоа фактот и податокот дека е најбрзо распродадена книга кај нас? Па ми изненади да ви Имаше кажам. некоја медиумска кампања? Немаше ништо, излеговме само на сајм на жена и жените тргнаа масовно да ја купуваат книгата. Јас знаев дека лесно се чита книгата, меѓутоа не знаев до која мера луѓето ќе им се допадне таа книга. Фактички испадна дека е работата. Си ја читале, па си ја препорачале. Да, се враќаја уште на сајмот, се враќаја жени што купуваа по неколку книги. Добро, очигледно и добар подарок е, нели? Да, дефинитивно. Предпоставам, да, дека е добар. Мислам, книгата секогаш Меѓутоа добар мене подарок. ми е многу мило затоа што добивам реакции од луѓе, од задоволни жени, од задоволни мажи, добивам реакции. Фактички која пишував реков само еден човек да научи нешто од оваа книга мене ми е доволно. Доволно, да. Знаете колку мака има некој кога гледа како луѓето на пример имаат некакви конфузии, некакви состојби, некакви и сега си вели бе добро овие луѓе до кога вака таијас таитие. Ме разбирате, знаете како е? Сите сме во еден исти казан. Нормално. Сите живееме во едно исто незнаење и целата борба е да се научиме малку да мрднеме од мртвата точка. Знаете колку е интересно, еве, се тврди на пример кај нас дека немало работа, немало инвестиции, не, кај нас само нема знаење. И ако има волја за да се стекне тоа знаење, да се стекна квалификации, нема никаков проблем од инвестиции. Јапонија, на пример, е на крајот на светот, најсиромашна земја со ресурси, најсиромашна е со, тотално мислам, како земја е многу во полоша состојба од Македонија. Но шо, таа има политика, им кажува на луѓето, луѓе, ние сме бедни, ние сме никакви, и ако не го засучиме ракавите здраво да се вложиме себе си, нема да имаме ништо. А во Македонија, на пример, имаме вода во неограничени количини, имаме сонце, имаме се и се што, и ние сме решиле да не се образуваме себе си, да насадиме 20-50 корења домати во дворо и знаеме дека летото ќе го поминиме. А после ќе излеземе пред собрание и ќе викаме немаме работа, дајте ни 6000 денари за до умирачка, како беше она. Така, да, тоа. Ме разбирате? Апсолутно. И после не чинил оној кој што, демек, мислам, апсурди. Сакам да ја прашам ова. Значи, Ајде, Роберт. Имаме некој, добро утро. Кажете Добро така. утро. Кој ни се јавува? Брашнарова Василка се јавува. Од каде, господјо? Од Скопје се јавува ми секоја чест за авторот што има толку високо мислење за жените. Затоа си напишал ваква една прекрасна книга која што ќе имате можност токму вие да ја прочитате. Ви благодарам многу. Нема проблем. Вашето име ќе биде запишано, ќе си дојдете во Канал 5, ќе се земете Да, книгата. али само едно, времето е многу незгодно сега, книгата ќе постои или малку да се поправи времето? Како не, Мислам, господјо? денес веќе можам секако да ја земам. Нема лежари на плаќање кај нас. Дојдете си слободно кога сакате. Добро, Нека ви постави благодарам. прашање ако се сака. најдобро. Да, ако имате нешто конкретно да прашање, можете слободно да го прашате нашиот гостин, авторот на книгата. Па немам што да прашам, он фино све си кажа. Добро. Ке- Ајде ќе кажеш нешто, останете со нас. Ќе ја прочитам книгата, па после може. Може. Ето причина зашто пак да се видиме. Имавте предавање, ако може така се каже, нели? Обраќање кон луѓето на сајмот за жена. Мислам дека беше сексуална досадност. Да, сексуалната досада и искреното непријателство. Така, сексуалната досада. Сега,
И таму кажувате, имате еден пример, вели, вие си седите со пријател, таму пред некои 20-25 години, појави на некоја жена. Ама навистина беше Да. топ. Да, Дама од сите страни. И за пријател вика, можно ли оваа жена некому да му е досадна? Да. Не, тој не праша дали е можно. Тој рече Констатирал на кого ли му досадила оваа жена? Зошто така се? Затоа што меѓу луѓето владее мислење дека каква и да е жената, значи тоа е урбана легенда со исклучително штетна урбана легенда, каква и да била жената, каков и да бил мажот, ќе му досадела на некого и така тоа бил животот. Мислам, замислете кои небулози. Например, живееме во убедувања, во некакви страшни, во некакви многу црни убедувања. Едно тие го кажав пред малку, например, нема работа. Да. Второ убедување, жените им доседуваат на мажите, мажите им доседуваат жените. На мажите. Вчера имав прилика да разговарам со еден човек кој што има 43 или 4 години, така моја возраст, кој што вели, ете јас да беше пред 20 години ќе почнев приватен бизнис. Да бев помлад 20 години ќе се школував. Да беше, а човеков има само 43 години. Замислете што ќе вика на 63. Да, добро. Значи тој решил животот да го помени во едно бавно умирање. Значи луѓето го гледаат животот како едно бавно умирање. Баш така. Да, значи никогаш не е досна. Да, вие не знам, де сте напишале книга за 18 на 20 години? Ма нормално, јас бев точно отруен од таквите тврдења на таквите луѓе и бев во еден филм во кој што мислев дека е така како што возрастните ми велат. А јас тврдам и на сите им кажувам, не слушајте ги возрастните. Терети си сами? Ама не може да ти помогни ако возрастниот бил паметен. Немало Македонија да биде во ваква состојба во каква што е сега. Нас возрастните не доведоа во ваква состојба. Интересно. Не разбират, значи ако младиот човек не ја дигни главата и не проба нови варијанти кои што нема никогаш да бидат прифатени од возрастните, затоа што возрастните велат тоа е до умирачка, така е. Нема менување. Нема мрдање. Ни една влада, мене ми е смешно кога ќе велат луѓето владата не чинела, овај не чинел политичар, оне не чинел, а ти колку чиниш? Многу е лесно да си ги перат луѓето рацете и да викаат дека некој друг не чини, наместо да тргнат од себе. Така, значи збориме за било која политичка партија, збориме за било која, кој да е на власт, јас не се сеќаме од кога се сеќам од пред 20 години се сменија толку многу партии на власт и никогаш ни една не чинеше и се некој не чинеше некаде. Кој чини? Никој. Добро кај да одиме? Не знам, ќе гледаме да се оставаме тука. Ме разбирате, затоа ви велам, значи наместо да тргнеме од себе, да работиме на себе, ние одбираме најчесто да наидуваме мании. А животот си е тој, нема никогаш да ни прости. Баш така, да. Ќе ни помене во наоѓање мани, во мрштење, во да, и ништо нема да ни чини. На наспевки, во чување за некои други моменти кои што очигледно може никогаш нема да дојдат и така натаму и така натаму. Точно. Да. Сега, на самиот крај сакам да ве прашам, вие сте автор кој што може да се прочита, мислам, во книгата, нели? Да. 7-8 наслови кои што ги најавувате. Да. Дека ги напишете. Да. Значи, уметноста да живееш убаво, Господари и робови. Да. Љубов и секс со знаење до мистерија. Животот е филм, ти биди режисерот. Уметноста на егоизмот, тоа што го гледаш, тоа е и не сади тикви со ѓаволот. Да. Како сега пишувате книга, ја издавате, а веќе имате 8 наслови и идеи. Јас ова книга, кога ја напишав чисто затоа што, како да ви кажам, излезе, просто така излезе. Значи бев викнат на сајмот на жената и ми беше интересно, реков чекај да видам што ќе се случи ако напишам ваква книга. А во меѓувреме има впишувано многу материјал кој што може да се подели во 7 оддели и во 7 вакви мали книги и затоа веќе книгите тие се веќе до пола напишани. Браво. Значи сајмот на жена кај што учествувавме минатата година беше поттик за да ја напишам оваа книга. Да ја оформам, затоа што материјалите за таа книга веќе беа плюс-минус напишани. Следната ќе видите дека ќе ја презентирате овде. Сигурно. Прв пат ќе дискутираме овде. Сигурно. Следната ќе биде Љубов и секс од знаење до мистерија. Потоа една од најдрагите книги ми Господари и робови, каде што велам зошто човек никогаш не треба да се вработи. Така? Туку треба да си биди сам свој газда и всушност и
Исто така многу драг наслов ми е тоа што гледаш тоа е. Луѓето најчесто живеат во заблуди, гледаат нешто, односно гледаат она кое што другите им велат дека го гледаат. Да, дека А јас велам гледај го тоа што го гледаш, а не она другите што ти го кажуваат дека го гледаш. и ова е добро, не се и тихи соѓавал. Да, тој фактички сите наслови се Оригинални, да рекам. оригинални и така доста скокотливи. Валентино, успех понатаму многу, да се сочуваш креативноста, да бидеш така како што си, па како што веќе кажавме, да се видиме повторно и да подискутираме за следниот наслов. Ево, имаме материјал да се гледаме уште многу пати. Роберте, фала ти на поканата. Навистина, јас сум среќен што сум гостин денеска. Драго ми е. Овде кај вас ги поздравувам вашите гледачи и им посакувам многу успех во животот и многу знаење, многу нови знаења. Дај Боже. Дај Боже. И здравје пред се. Сигурно. Ти благодарам уште еднаш. И јас тебе. Одиме ние со еден прилог, значи без музика, дека сме тука некаде куси со време, малку повеќе се задржавме, но дефинитивно разговор кој што треба се подели во неколку етапи за да можеме се да си кажеме посебно кога се дискутира за тема како што е ова денешнава која што може да дискутираме со нашиот гостин, нели поради книгата Дамата, домакинката и курвата.